Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе продолжиме со читање и обработка на глава 1 од посланието на Јаков. Досега и посветивме неколку епизоди на оваа глава, но сметам дека е доста важна и практична и затоа не сакам на брзина да протрчаме низ неа. Да почнеме со читање на текстот, стих 19. И така, мои возлюбени браќа, секој човек нека биде брз за слушање, а спор за зборување и бавен на гнев. Јаков ги нарекува примателите на ова послание возлюбени браќа, што е уште едно подсетување дека зборовите кои ги пишува се упатени кон христијани. Зошто е важно да го имаме ова на ум? Затоа што во писмото ни е даден висок духовен и морален стандард, кој во одредена смисла не важи за нехристијаните. Навистина ми е чудно кога христијаните се обидуваат да ги натераат своите членови од семејството или пак пријатели кои не се христијани да живеат според библиските стандарди и принципи. Тоа е невозможно. На оние кои не го следат Господ Исус, првично треба да им се зборува за пораката на спасението, а потоа, откако ќе ја прифатат, да им се зборува за светоста и побожноста. Во Новиот Завет се вели дека телесниот човек, односно неспасениот човек, не ги разбира нештата кои произлегуваат од Светиот Дух, бидејќи тие за него се безумство. Тие луѓе не се способни да го разберат и применат тоа што Бог го поучува, бидејќи во себе го немаат Бога. На оние кои се во верата, Бог преку Јаков им вели да бидат брзи на слушање, спори на зборување и бавни на гнев. Народната мудрост вели дека Бог ни дал 2 уши и 1 уста, за повеќе да слушаме, а помалку да зборуваме. Се чини дека таа народна мудрост има потекло од Светото Писмо. Сите ние се наоѓаме во искушение премногу да зборуваме, а недоволно да слушаме. Не знам зошто е тоа така, дали затоа што сметаме дека премногу знаеме и нема потреба да учиме или дознаеме нешто ново, или пак станува збор за некоја друга причина. Но, верувам сте се нашле во ситуација кога со некој пријател сакате да споделите одреден проблем и наместо пријателот да ви слуша до крај, тој насред разговор веќе ви кажува што треба да направите, како да постапите и така натаму. Ке бидам искрен и ке ви кажам дека и јас често сум го правил тоа во минатото и се уште се борам да не зборувам пред време. Божјата мудрост ни вели да бидеме брзи на слушање, а спори на зборување, односно да се осигураме дека добро слушаме пред да кажеме нешто. Сите ние кои сме брзи на зборување, а невнимателни во слушањето, треба да бараме од Бог да ни даде трпение во нашите срца, но и разбирање за другите луѓе. Наместо да избрзуваме со нудење решенија, добро е да изслушаме пред да кажеме каков било совет. Ова го велам и кога има одреден проблем во кој 2 личности се вклучени. Наместо да носиме заклучок врз основа на сведоштвото на само една личност, добро е да ги изслушаме 2 личности, па потоа да го кажеме своето мислење. Што се однесува до зборувањето, има една интересна случка од античка Грција. Верувам повеќето од вас сте слушнале за Сократ. Тој бил филозоф и многу познат учител. Еден ден кај него дошол некој млад човек кој сакал Сократ да биде негов учител. Кога се запознале, младичот почнал да зборува, а Сократ го оставил да зборува 10 минути без да го запре. Кога младичот завршил, Сократ му рекол: "Ке те примам како мој ученик, но ке мора двојно да ти наплатам." Младиот човек прашал: "Зошто двојно?" Сократ му одговорил: "Затоа што прво ќе треба да те научам како да го смириш својот јазик, а потоа кога да го користиш." Но во овој стих кој го обработуваме, Јаков не пишува само за слушањето и зборувањето, туку и за гневот. Тој вели дека христијаните треба да бидат бавни на гнев.
Со други зборови, нашата вера не треба да се покаже само во начинот на кој слушаме и зборуваме, туку и во начинот на кој реагираме кога нештата не одат онака како што сакаме или пак очекуваме. Џонатан Едвардс бил третиот претседател на Универзитетот Принстон и еден од најдобрите мислители и проповедници во историјата на Америка. Но тој имал керка со темперамент кој бил тежок да се контролира. Еден ден му пристапил еден од студентите на факултетот кој се заљубил во неговата керка. Како што било обичај во тоа време, тој му пристапил на таткото и го прашал за дозвола да стапи во брак со неговата керка, односно ја побарал нејзината рака. Џонатан Едвардс рекол: "Не може." Младиот човек му рекол: "Но јас ја сакам." Едвардс одговорил: "И покрај тоа што ја сакаш, не може да ја имаш." Младиот човек бил упорен и рекол: "Но и таа ме сака мене, зошто не може да бидеме заедно?" Едвардс му одговорил: "Затоа што таа не те заслужува." Младиот човек бил зачуден и рекол: "Како тоа не ме заслужува, зарем не е христијанка?" Едвардс одговорил: "Да, таа е христијанка, но постојат некои луѓе кои само Бог може да ги трпи." За жал сум видел луѓе кои се нарекуваат христијани, ама мислам дека само Бог може да ги трпи. Таквите оставаат лошо сведоштво со своите постапки. Ако имаме проблеми со гневот или имаме темперамент кој не можеме да го контролираме, треба да бараме од Бог преку Светиот Дух да ни даде трпение и самоконтрола. Зошто? Стих 20. Бидејќи човечкиот гнев не ја извршува Божјата правда. Со други зборови, тоа што Јаков сака да го каже е дека кога се гневиме, ние не можеме да ја извршуваме Божјата правда. Дури и кога се гневиме за нешта кои го жалостат Божјото срце, мора да имаме на ум дека ние како христијани не треба да действуваме од позиција на гнев. Некогаш сме во искушение да бидеме гневни кога некој се противи на Евангелието или пак хули на Бог. Сосема е нормално таквите ситуации да не оставаат рамнодушни, но ако во нив реагираме од позиција на гнев, тогаш големи се шансите дека нема да постапиме кон другите онака како што треба, односно дека нема да покажеме христоликост. Така што јас верувам дека ние како христијани треба да ја браниме нашата вера од секаков ерес или хула кажана против Бог, но тоа да го правиме од љубов и желба другиот да ја спознае вистината, а не поради гнев. Јаков вели дека не можеме да действуваме мотивирани од гневот и така да ја извршуваме Божјата правда, односно дека гневот не може да резултира кон правичност која Бог ја бара и очекува од нас. Ке продолжиме со читање. Стих 21. Затоа, отфрлувајќи од себе си секаква нечистота и насобрана злоба, со кротост примете го насаденото слово кое може да ги спаси вашите души. Што треба да направиме доколку сакаме на правилен начин да го примиме Божиот збор? Јаков вели: отфрлете од себе секаква нечистота и насобрана злоба. Бог преку Светото писмо не соочува со фактот дека ние сме нечисти од гревот, дека во нас има злоба. Да, и христијаните во себе имаат грев и злоба. Ако сакаме Божиот збор да даде плод во нашите животи, мора да живееме покајнички живот, односно да го отфрлиме од себе гревот и злото и на тој начин да оставиме простор за Божјото дејствување. Се разбира, тоа не можеме да го сториме сами, затоа е потребно да бидеме постојани во молитва, да бараме од Бог да ни ги простува гревовите и престапите и да ни дава сила повеќе да не се враќаме на нив. Што се однесува до читањето и слушањето на Божјото Слово и поврзаноста со гревот, некој шкотски проповедник рекол: или гревот ќе те држи подалеку од Библијата, или Библијата ќе те држи подалеку од гревот. Мислам дека тоа е најдобрата сумаризација и најдоброто објаснување на стихот кој предмалку го прочитавме. Стих 22.
Бидете извршители на Словото, а не само слушатели, мамејки се сами себе. Ако запомните само еден стих од ова послание, би ве охрабрил овој да биде тој. Бидете извршители на Словото, а не само слушатели, мамејки се сами себе. Иако мислам дека стихот е јасен сам по себе, сепак би сакал со вас да споделам неколку мисли во однос на неговото значење. Мислам дека токму овој стих е јасен доказ за практичниот аспект на ова послание. Со овие зборови, Јаков навлегува во една од суштинските вредности на христијанската вера, а тоа е дека Господ Исус не учи дека само треба да знаеме повеќе, туку дека знаењето кое произлегува од неговиот збор треба да го менува начинот на кој живееме. Инаку, ова е втор пат во оваа прва глава Јаков да пишува за темата мамење. Предходно пишуваше за тоа дека христијаните не треба да се мамат, мислејќи дека гревот нема сериозни последици. А сега им вели дека секој кој само го слуша Словото, а не го извршува, е човек кој се мами себе си. Односно, тоа значи дека некогаш луѓето ќе бидат во искушение да помислат дека е доволно само да го читаат и слушаат Словото, дека е доволно само да знаат повеќе за Бог, да можат да дебатираат со другите за верата и слично. Но, тоа е лага од сатаната. Ако сатаната не може да не спречи да го читаме зборот, тој ќе се обиде да не убеди дека е доволно само да го читаме и нема потреба да го применуваме тоа што Бог не учи. Некој рекол дека луѓето од светот не ја читаат Библијата, ама ги читаат животите на оние кои ја читаат Библијата. Затоа треба да бидеме внимателни. Секогаш кога пред луѓето ќе изјавиме дека го читаме Светото Писмо, дека имаме некое знаење за Бог, ние со тоа се обврзуваме да живееме согласно она што го зборуваме. Каква е ползата за луѓето од светот да им кажеме дека имаме познавање од Светото Писмо, а тоа е само обична теорија која не влијае врз нашите зборови, дела и одлуки? Патем што се однесува до Божјото Слово, односно Светото Писмо, тоа е книга која е поинаква од сите други книги. Живееме во време во кое имаме пристап до поголем број на книги од било која генерација предходно. Некои од тие книги се корисни, бидејќи од нив можете да научите добри информации. Тие ни помагаат да го зголемиме знаењето, ни користат за интелектуална стимулација, за духовна инспирација, за забава и слично. Но Божјиот збор е на сосема друго ниво од сите останати книги. Мислам дека тоа е една од причините зошто не е толку популарен, бидејќи од нас бара некакво дејство. Јаков вели: бидете извршители на Словото, не само слушатели. Значи, читањето и слушањето на Светото Писмо од нас бара да сториме нешто во светло на тоа што сме го примиле како информација. Во Псалм 34:8 се вели: пробајте и видете дека Господ е добар. Односно, тоа значи дека не треба само да читаме за неговата добрина, но и да пробаме и да ја искусиме на своја кожа. Можете да читате историски книги, но тие од вас не бараат да направите ништо во сегашноста. Можете да читате позната светска класична литература. Таа ќе ви помогне да навлезете во приказните кои авторите ги имаат раскажано, но откако ќе завршите со читање на тие книги, можете да продолжите со животот како предходно. Можете да читате и научни книги, но тие не бараат од вас да го промените вашиот живот. Можете да читате книги за готвење, од кои ќе научите како да направите некое ново јадење, но тие од вас не бараат духовна и морална промена. А Божиот збор го бара токму тоа од нас. Божиот збор не можете да го читате како било која друга книга, бидејќи самиот тој не ви го дозволува тоа. Например, во него читаме дека кога Господ Исус дојде на оваа земја, тој проповедаше за покаяние. Тоа покаяние се очекува и од нас денес. Тој им рече на неговите следбеници: верувајте во мене. А тоа е заповед и за нас денес.
Знам дека на многумина не им се допаѓа тоа што е запишано во Светото писмо, а знам дека и поголемиот дел од луѓето воопшто го немаат прочитано. Но, како некој кој не само што го има прочитано, но и ја има и привилегијата да поучува од Светото писмо, ќе ви кажам дека мене ми е мило што Бог преку неговиот збор е искрен со нас. Тој не ни ласка, туку ни кажува дека во нас има грев и дека ако не се обратиме кон него, ќе умреме во своите гревови. Не само тоа, туку во Божиот збор ни се вели дека одлуката да се обратиме кон него е најдобро да се донесе денес. Во Псалм 95, стих 7, ни се вели дека ако денес го слушнеме неговиот глас, ние треба да реагираме. Не само таму, но и на други места во Светото писмо ни се нагласува важноста на денешниот ден и сегашниот момент. Никој од нас не знае кога ќе се сретне со Создателот и затоа е подобро уште денес да се помириме со него. Јаков вели дека треба да бидеме извршители на Словото, а не само слушатели. Значи, добро и корисно е да бидеме слушатели, но нашата посветеност во верата да не остане само на тоа ниво. За потребата од слушањето на Божиот збор пишува и апостолот Павле во посланието до римјаните, каде вели дека луѓето не можат да поверуваат доколку не слушнат. Значи, би можело да се каже дека кога станува збор за христијанската вера, слушањето на Божиот збор е секогаш првиот чекор. Во денешен контекст би можеле да кажеме дека слушањето или читањето на Божиот збор е првиот чекор. Потоа следува верата и потоа врз основа на верата доаѓа и послушноста, односно извршувањето на тоа што сме го слушнале. Бог преку Јаков ни вели дека ако само го слушаме Словото, а не го исполнуваме, ние всушност се мамиме себе си. За жал, денес има многумина кои се мамат себе си на овој начин. Ја читаат Библијата, но не ја живеат. Слушаат поуки од Библијата, но не дозволуваат тоа што го слушаат да роди плод во нивните животи. Патем само да ве подсетам дека ова предупредување им е дадено на христијани, а не на оние кои не веруваат. Целото послание е упатено кон оние кои исповедаат вера во Господ Исус и сакаат да живеат согласно неговите зборови. Што се однесува до оние кои не веруваат во Господ Исус и не го следат, Бог од нив првично бара да поверуваат во Него. Се додека една личност не поверува во смртта и воскресението на Господ Исус, таа не може да се вброи помеѓу спасените, ниту пак може да живее според стандардот кој Бог ни го дал во Светото писмо. Што се однесува до слушањето и начинот на кој некои се мамат себе си, поради грижа во моето срце, сакам да ве предупредам да не ја направите истата грешка и во однос на оваа аудиопрограма. Мене ми е мило што има луѓе кои ги слушаат овие поуки, но уште повеќе ми е мило кога ќе слушнам или дознаам дека нивните животи се менуваат како последица од слушањето на овие поуки. Така што во името на Господа ве молам, немојте само да ја слушате оваа програма, туку врз основа на стиховите од Светото писмо кои ги читаме, дозволете му на Бог да почне да ве менува, да го менува вашиот начин на размислување и однесување. Само така ќе бидете извршители на Словото. Бог нека ви помогне во тоа и нека даде Словото да роди плод во вашите животи. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com.
Следете ги нашите страни низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.